Што е она што конкретно Алијанса за албанците и алтернатива ги поврзува со ВМРО-ДПМН? Видете, во минатиот петок имавме покана од фондацијата Конрад Аденауер да учествуваме на тема градење мостови за европска иднина. Тука беа поканети Алтернатива, Алијанса за албанците, но и десните партии од регионот, од Косово и Албанија, Демократската партија и ЛДК. Значи, на таков повик ние мислевме дека е добро да се учествува и тоа што не поврзува од оваа перспектива, тоа што Конрад Аденауер не повикал, е тоа што сме народни конзервативни центар, десниот центар, политички партии. Тоа е предусловот за тоа што сме повикани. Меѓутоа, еве, во пракса господинот Мицовски вели дека би имало некакво предизборно коалицирање. Тоа се уште е рано. За нас многу е битно да отвориме перспективи. Особено за мене и мојата партија, која се вика Алтернатива, би било многу иронично ако не сме тие кои се против градење на мостови и градење на нови алтернативи. Така да, за нас мислиме дека не само за односите во опозицијата, но многу е битно воопшто за политичката култура да се има добра комуникација помеѓу сите партии. И јас како претседател на Алтернатива се обидувам тоа да го правам од првиот ден. Буквално од првиот ден од кога сум избран за претседател, комуницирам со сите лидери, имам добри односи, мислам дека е многу битно тоа за политичкиот живот во државата. И драго ми е што и ВМРО омекнува и се приближува кон албанските партии и разбира дека политичкиот простор, државата, овој составот на населението е тој и мораме да соработуваме. Во оваа држава ќе живееме сигурно уште неколку векови и затоа е нормално да соработуваме и да градиме добри односи за општото добро на сите граѓани. По заедничкиот настап кој што се случи пред неколку дена, на план ли е да се интензивираат разговорите и со Алијанса за албанците, меѓутоа и со ВМРО-ДПМН? Со Алијанса ние имаме одлична соработка, настапувавме заедно на парламентарни избори, имаме коалиција, сигурно најверојатно ќе идеме заедно и на локални избори. За други партии уште не сме разговарале конкретно ниту за нашата соработка на локални избори, освен подготвеноста наша на двете страни да учествуваме заедно. За други партии уште не сме разговарале, кога ќе дојде време, знаете, во нашата држава има бурни времиња и бурни дејанија, така да од денесна перспектива да зборувате за една година подоцна е навистина непристојно. Господинот Мицковски изјави дека со албанските политички партии, конкретно мислејќи на Алијанса и на Алтернатива, има многу точки на обединување, но ако ја гледаме нели од политичка перспектива реалноста, имаме реално и многу точки на разединување. Ќе напоменам дека тука го имаме договорот од Преспа, договорот со Бугарија, ВМРО-ДПМН истовремено велеше и дека законот за јазици е противуставен. Нормално е кога би биле сите точки заеднички, ние би биле во една партија, и со Алијанса и со други, но нормално е дека имаме различни ставови по одредени теми. Тоа што се непромостливи за нас, нормално е дека ќе бидат пречки за соработка. Тоа што е за нив исто така. Ја мислам дека треба да најдеме начини како да отвараме комуникација и да соработуваме со сите, а не да затвараме врати и да наоѓаме причини да не соработуваме. Значи, добро е да се креира сеопшт добар амбиент на комуникација и соработка. За точките што не се сложуваме, нормално е да остануваме на истите позиции и ако биде тоа пречка за соработка, нормално, секој има своји црвени линии, партиски и други определби. На кој начин би се коалицирало ако Алијанса за албанците и Алтернатива и ВМРО-ДПМН имаат различни ставови околу круцијални прашања? Па сега е многу рано да се разговара за тоа. Ние имаме локални избори. Високите теми не ги допираат граѓаните на локални избори. Да оставиме да тече времето, битно е да има комуникација и добри односи во државата помеѓу сите партии. Ја мислам дека тоа е многу важно. И јас
лично и мојата партија работиме од нашето постано како партија на таа тема. Мислиме дека е голем предуслов да се има добар амбиент и добра комуникација помеѓу сите партии. Во еден дел од одговорите споменавте омекнување од страна на ВМРО ДПМН. Конкретно кон одредени прашања се случува тоа или конкретно кон албанските политички партии? Па мислам дека порано не сме виделе појавување на ДПМН, ВМРО ДПМН со некоја албанска партија додека биле во опозиција. Соработувале одлично со ДУИ 8 години во времето на Груевски, но постојано се прикажувале како да не се многу склони за соработка со албанците. Ова ВМРО покажува дека го нема тој проблем и за нас е тоа добро, што тоа СДСМ заев го има направено претходно и гледате дека меѓуетничките односи во државата се многу порелаксирани. А во такви односи и државата оди напред и за сите е подобро да се движиме напред, особено кон европските интеграции. Тоа е многу суштествено ткиво што не поврзува сите нас. Велите дека сега сме пред локални избори, меѓутоа тоа се програмски заложби на партијата, еве конкретно и на вашата партија, кој што ги имаше и пред предвремените парламентарни избори. Јасно, јас претходно кажав, ќе повторам уште еднашка, ако наидеме на точки за кои не можеме да се договориме, а се битни многу за нас и за нив, нормално е дека нема да соработуваме со било кого. Но ако имаме заеднички пристап кон интеграциите, кон битните теми во државата, ако најдеме начин да се договориме, зошто да не? Но без да има комуникација и добра атмосфера помеѓу партиите, тоа не може да се случи. Затоа јас го гледам ова позитивно, не заради опозицијата, севкупно заради односите, политички односи во државата, мислам дека е здраво и многу добро да се има добар амбиент помеѓу партиите во државата, особено тие што се парламентарни, а тој дух мораме да го пренесеме и во собрание. Мора тоа граѓаните да го видат дека за одредени суштествени теми за државата ние треба и мора да се договараме.